Стопанствениците од регионот се заинтересирани за новата мерка за вработување на Министерството за труд и социјална политика. Новата мерка предвидува субвенционирање со 19.000 динари предвидени за плати за нови вработувања на ранливи и тешко вработливи група на граѓани. Стопанствениците сметаат дека секоја мерка и поддршка од страна на институциите ќе значи не само помош за нивните компании, туку и намалување на невработеноста токму кај оваа група на граѓани. Тоа означува дека директни импликации економски врз нашите компании не може да се осети, меѓутоа секој еден денар кој ќе го помага државата, дали е во вид на субвенција, директна неповратна помош или кредитни ефтини кредити со учество со мало учество, се тоа ќар за нашиот бизнис. Предпоставувам дека тие луѓе ќе се плаќат до едно ниво, додека да се обучат, додека да влезат лесно во фирмите, а после многу полесно ќе биде и на фирмите да ги задржат и да бидат вредносно остварливи луѓе, значи ќе придонесуваат за развој на фирмата. Пак ќе кажем, некои директни големи импликации врз економијата не може да се очекува, меѓутоа може да се очекува за тоа што чекор по чекор ќе се намалува невработеноста, од друга страна фирмите ќе доаѓаат малце полесно до кадар, затоа што ќе го поминат процесот и на учење и на интегрирање преку тоа што државата ќе го субвенционира и лесно ќе влезе во било која компанија. Министерката за труд и социјална политика смета дека новата мерка предвидува улеснителна околност, односно за 12 месеци работодавачите може да добијат 228.000 динари и се очекува со оваа мерка да се опфатат над 520 лица. Ние како Министерство за труд и социјална политика го препознавме овој модел во оперативниот план и во 2017, во ревидираниот оперативен план за вработување 2017 и во оперативниот план за вработување во 2018. Токму со мерката 2.1 од оперативниот план за вработување за 2018 година предвидена е мерка субвенционирање на плати, каде што даваме 19.000 денари за вработување на одредени ранливи или тешко вработливи групи на граѓани. Со тоа тие за 12 месеци работодавачите може да добијат повеќе од 228.000 денари и се очекува со оваа мерка да се опфатат над 520 лица. Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик ќе ги обврзи стопанствениците, доколку е користи мерката за 3 месеци субвенционирање да го задржи лицето наредните 6 месеци. Уште 12 месеци, ако искористи мерката за 6 месеци субвенционирање и доколку се реши да вработи лице, а државата го субвенционира за 12 месеци, ќе треба да го задржи лицето и во наредните 18 месеци, без да има законско право да му издаде отказно решение.